Бананите кои се карактеристични за тропските предели растат и во Тетовско Седларце. Во дворот на Иван Спировски има околу 20 стебла. Едно од нив ги даде и првите плодови. До идеја дојдовме преку едно другарче од син ми, пред 4-5 години, ни донесе корче едно од Скопје. Еден пример, кој рече дека ќе донесе банана, ја да не речем се смеев. Не ми беше верно. И стварно сега испаднаете дека е верно. И дека е можно и овдека да успее банани, само малуите благодарение на зимата што беше помека оваа година и успеа и да роди. При мека зима каква што беше изминатава немаат проблеми, но при многу ниски температури ги заштитува со најлони. По само 4 години од како се засадени, стеблата на ова растение пораснале повеќе од 3,5 метри. Иван дознал дека откако едно стебло ќе роди плод, изумира, а од коренот растат нови десетина стебла. Првите плодови се појавува после 3 години. После 3 години, ако се добро заштити, да не замрзне и да не се оштети нешто од невреме, третата година раѓа. Сега ќе видиме како ќе ги издржи, како ќе узреја бананите и колкави ќе порасна. Познавачите што ги прашавме велат дека ова е последица на климатските промени, со кои имаме поблаги зими и потопли долги лета. Во Гевгелиско веќе се одгледувале банани, но дали ќе успеат и под шара? Нема што да не чуди, може да се случи да овие некој пат незамисливи за наши предели овошни култури да почнат да се застапуваат и нашето подрачје. И сега за сега се наоѓаат во примери како во дворни места, како екзотични растенија, кои што на некој начин се добри како атракција. Но тоа не значи дека ети постепено и можат да дадат род. Ние како стручњаци во оваа област можеме да кажеме дека се почесто традиционалните култури се менуваат поради појавата на овие климатски промени. Така да не може и да не чуди во догледно време да ако се вака продолжи со глобално затоплување да дојде и до промена на културите, па и да на некој начин и да и бананата успева и тука. Еве имаме примери во јужните делови Гевгелиско, веќе и трета година има тамо банани кои што почнуваат и да плодоносат и на пазар да се појавуваат. Овој случај сега што е тука, пошто ние се наоѓаме на еден посеверен, западен дел на Македонија, да видиме понатака како ќе продолжи, али во секој случај ова е последица од глобалните, односно климатските промени, така да не е баш чудно. Така беше порано и за кивите, па и другите овие јужни овошја, еве сега и дури и имаме и портокали застапени. Па ја колку што сум запознат, што сум разговарал со луѓе кои што разбираат повише од мене, ова е само као за ќеф, за украс. Не може бизнис да биде, пошто климата кај нас непредвидлива е. Зимите се некојаш до минус 20, а тоа не може да издржи. Оваа година беше малку среќа што не падна толку ниско температурите, па ете така нешто успеа да обстане. А ќе видиме сега како ќе биде други зими. Не дека да биде минус 20, минус 15. Али јас се трудим да ги заштитим, колку што јас знаем и умеем. Неколку стебла од македонските банани испратил и кај своји пријатели во Хрватска. Иван се уште не ги запознал другите одгледувачи во Македонија, но ќе ги побара за да ги разменат своите искуства.